Вчера собранискиот спикер Талат Џафери најави дека додека немало двотретинско мнозинство, уставните измени немале да бидат ставени на гласање. Според собранискиот деловник, тоа што значи до кога може да се одолжува овој процес? Па видете, собранискиот деловник оддамна не се толкува онака како што треба. Впрочем, злоупотребите се случуваат секојдневно или се толкува според расположението на Талат Џафери. Знаеме дека доста често се случува и иницијативи, а и закони да се одложуваат на неопределено време и нема да ме изненади и овој случај да биде токму таков. Односно, да се собереме на 18 и најпрвин да видиме дали власта предводена од ДУИ и СДСМ ќе собере кворум. Со оглед на последните случувања, навистина е и тоа прашање дискутабилно, односно дали ќе бидат собрани 61 пратеник за да можат да го изгласаат дневниот ред. Ние, пратениците на ВМРО ДПМН, ќе бидеме присутни и ќе гласаме против. Меѓутоа, што потоа? Ако се исцрпи просторот за дебата, треба веднаш да биде ставен овој предлог на гласање. Меѓутоа, еве јас го најдов членот од деловникот, согласно член 165, став 1, председателот на собранието може расправата по предлог на законот, амандманите и други акти од надлежност на собранието да ја заклучи и гласањето по истите и за гласањето по истите да определи ден и час кога собранието ќе се изјасни. Меѓутоа, еве и вие сте сведоци дали некогаш тоа воопшто се има случајно. Ден и час за определени за гласање по ниту еден предлог закон до ден денес јас немам слушнато. Што значи дека ќе го остави на неопределено, се со цел да купат ден повеќе и да ја држат се уште македонската јавност во неизвестност, заради тоа што ако се изгласа и излезе дека, односно ако се стави на гласање и излезе дека нема 80 пратеници, зашто ние еве тврдиме дека нема да имаат 80 пратеници, што понатам? Понатам му се остава само простор за избори предвремени. А јас верувам дека тоа во наредниот период нема да се случи. Дали хипотетски тоа значи дека овој парламентарен состав нема да има ни можност да гласа можеби за уставните измени на крајот? Јас верувам дека тие нема да ризикуваат и воопшто да стават на гласање, да го стават на гласање овој предлог, заради тоа што немаат 80 пратеници и тоа значи дека до наредните, односно до собирање за избори, едноставно ќе немаат можност да се изгласа овој предлог и така што ние ќе треба да идеме на избори, а можно е, еве, како што велите вие, и никогаш да не го стават повторно на гласање овој предлог пред оваа група на пратеници. На крај, дали имате можеби некакви притисоци или убедувања да што колеги од власта да гласат за уставните измени, какви се можеби тие ако ги има? Верувајте ми дека дури и пратениците од власта не се доволно убедени за да не убедуваат нас. Такво нешто нема воопшто, ниту разговараме и за нас таа тема многу одамна е затворена.